Здраво, здраво на сите. Добро дојдовте повторно во една домашна прекрасна атмосфера. Како што кажавме, треба да ги почитуваме препорачаните мерки за заштита на самите себе и за луѓето околу нас. Овие неколку минути ја имам можноста да поразговарам со човек кој што се занимава со политика, но денес нема да зборуваме за политика, односно ќе позборуваме нешто повеќе за неговиот приватен живот, детали од неговото детство, на што навистина сум му благодарна што ја прифати веднаш поканата. Станува збор за човек со збор, станува човек со позитивна мисла и станува збор за човекот, претседателот на СДСМ Александар Кангалов. Здраво и добре дојдовте во домашна атмосфера. Здраво на вас. Ете, благодарам и на убавата најава и на можноста да учествувам во оваа малку неконвенционална емисија, меѓутоа такви се условите, ете и можеме благодарение на новата техника и технологија да остваруваме едни вакви убави емисии. Се надевам интересни за гледачите, кои ете ги поздравувам и ги поздравувам во оваа прилика сите гледачи на вашата емисија. Ти благодарам многу, сакам јас да се заблагодарам што веднаш ја прифати мојата покана и што еве, како што кажа и ти самиот, ќе позборуваме нешто повеќе за вашиот приватен живот и ти благодарам што сето тоа ќе го споделиш заедно со нас. За самиот старт, вие сте дипломирале во ЦК економија, зашто баш го одбравте тој пат? Како се најдовте на примар? Добро, економијата е една наука кон која јас од секојаш ме привлекувала и сум покажувал некои афинитети во таа област. Кога дојде моментот да се одлучиме за професија, јас некако имав лесна одлука, веќе имав некои желби во таа насока и сум задоволен со професијата која што ја избрав. Меѓутоа, економијата пред се е една наука која е динамична и тоа е тоа што најмногу ме привлекуваше мене, таа е на жива материја која што допира до сите пори на општественото живење. Ете и во вакви услови, моментално, како што и живееме овие месец-два во една ворена состојба, една пандемија, гледате дека две области се најмногу експлоатирани и во медиумите и меѓу граѓаните, а тоа е здравството и економијата. Сепак економијата е таа која што создава услови за да имаме добро здравство и е многу значајна, ете се покажа дека е многу битно во целокупното општествено живење, меѓутоа и економските мерки кои што се превземаат се секогаш предмет на анализи. Тоа се мерки кои што се невообичаени или можеби во вакви услови невообичаени како за нашето стопанство, така и за светското стопанство и светската економија и ќе биде предмет на анализи и во иднина на многу научници. Тоа нас како економисти ни наметнува потреба да ние постојано се надоградуваме, да учиме и да осознаваме нови ситуации. Тоа е главната причина зашто мене економијата и ме привлече и се бавам со таа професија и сум задоволен со тоа. Да, сепак треба да имаме желба кон работата која што ја работиме и сета таа да ни исполнува. Кога веќе сме нели овде, можам да речам веќе кај школските денови, нели желбата за учење понатаму во иднина, каков ученик бевте вие? Секогаш кога ќе се присетиме на средношколските денови, секогаш некој спомен ни остава зад нас. Вие на што се присетувате? Добро, средношколските денови па и студентските денови се веројатно еден од најзабавните периоди од животот на една личност, така и кај мене. Меѓутоа се надевам дека и во иднина во мојот живот следуваат исто така забавни моменти, можеби од друга област и од друга природа, меѓутоа сметам дека сите ние зависи од нас колку животот ќе го направиме интересен. Што се однесува до тоа каков ученик бев, се надевам дека ќе звучи можеби малку нескромно, но мислам дека бев еден од најдобрите ученици во генерацијата, бевме добра генерација, имавме многу добри професори кои даваа наставници и професори кои што даваа вистинска насока за она што значи развој на еден ученик, на една личност и беа вистински педагози. Нормално, средношколските денови и студентските денови се неминовна и забавата, дружењето, пријателите, имам се уште бројни пријатели и од апсолутно и сепак нели сето оно што го носеше тој период од развојот на една личност беше практицирано.
во тој период морам да кажам дека бев доста посветен и на спортот, бев активен спортист, така да целокупното време беше навистина многу испланирано, тешко имав слободно време, меѓутоа наоѓав време за сите активности. Но сепак не сте продолжиле за жал со спортот, но сепак останува како некоја креативност, не? Добро, со спортот можеби до одредена фаза, до завршување на студентските денови се бавев активно со спорт, меѓутоа сега веќе само рекреативно, а го практицирам редовно, така да Да, сепак ни е потребно. Потребно ни е тоа. Кажете ми, што мислите, дали денес постои пријателство? Дали ние го знаеме зборот и значењето на едно вистинско пријателство? Знаеме нели во какво време живееме, дека за жал не можеме да најдеме искрени пријатели, се повеќе се појавува она завидливост, љубомора. Што мислите вие во сето тоа? Пријателство постои, постоело и ќе постои. Тоа е неспорно. Меѓутоа, секоја генерација си има собствени предизвици пред кои е исправена и верувам дека и во областа на пријателството сите ние ќе треба да се прилагодиме и да правиме одредени отстапки согласно општествените текови и можностите кои што се пружат. Меѓутоа, пријателствата низ годините секогаш имаат една константа, а тоа е дека за пријателството треба време, пријателствата треба да се негуваат и треба да се грижиме за нив и треба несебично да се вложуваме во истите без да очекуваме некаков конкретен, директен бенефит од тие пријателства. Нормално сметам дека вистинските пријателства не се пријателства кои што од некои интереси, а меѓутоа ние сме тие како личности кои што имаме можност сами, за разлика од многу други области, барем во делот на пријателите и другарите, ние сме тие кои што можеме да одлучиме со кој ќе се дружиме и кои ќе бидат нашите пријатели. Чи можеме да влијаеме на таа ситуација. Верувам дека сме доволно способни да ги препознаеме вистинските пријатели, а не и пријателите од интерес. Така, ние сме тие кои што го бираме тој круг на пријатели, без разлика дали станува збор за некоја мала група или поголема, но сепак да има искрени пријателства со кои што можеме да позборуваме, нели? Дали некој сте почувствувале разочарување во животот и како вие се справувате со сите тие негативни работи? Добро, разочарувања секако дека постојат во животот, не можеме ние да оствариме сето оно што ние сме го замислиле. Меѓутоа се што можеме да направиме во нашето екзистирање е да настојуваме да бидеме обкружени со позитивни работи и ние како личности да правиме и да шириме позитивна енергија. Нормално и во професионалниот и во приватниот живот ние треба да настојуваме да градиме, да создаваме, да креираме нешто, а не да уништуваме. На тој начин верувам дека и на лицата околу нас, граѓаните околу нас и пријателите ќе пренесеме на позитивна енергија и тие натаму ќе шират таа ситуација. Се надевам дека и секој треба да се надева дека на крајот на денот тој баланс или тој сооднос на силите помеѓу позитивно и негативно или меѓу успехот и разочарувањето ќе биде во интерес на позитивното и успехот и на тој начин ќе го чувствуваме благодетот на целокупното општествено живење сите ние. Така, ние сме тие кои што сами треба да си го направиме животот исполнет со позитивни мисли, со позитивни пријателства како што споменавме, но исто така споменавме дека живееме во брзо време, дека нели секој со својата обврска, како вие наоѓате време за себе? Доколку имате време за себе? Морам да признам дека многу малку имам време за себе, меѓутоа мора да се најде времето посветено за самиот себе. Потребно е да се наполнат батериите, за да можеме да се обновиме, за да можеме да функционираме и во иднина. Верувам дека слободното време, секој оној, иако ние го нарекуваме динамично време, сметам дека многу често динамичното време го користиме само како алиби, за да не оствариме некој од активности. Сепак сметам дека со добра организација дека можеме да најдеме доволно време за самите себе, за да експлоатираме некои нови ситуации, да
да се занимаваме со некое хоби или сето оно што сметаме дека ќе допринесе за да ние ги обновиме нашите батерии и да можеме да функционираме. Да, доволно е некогаш да седнеме само да го испиеме утринското кафе и да речеме еве го моето слободно време. Вие сте фамилиарен човек. Како вие ги учите вашите деца за вредностите во животот? Нормално децата, секое дете и првите информации или првиот начин на однесување го стекнуваат од родителите. Така и јас како родител се обидувам да бидам вистински пример или узор на една позитивна и добра личност, нешто што ќе ги наметне вистинските вредности и морални вредности на децата кои што понатаму ги практицираат во реалниот живот. Но сепак сметам како родител дека на децата треба да ги овозможиме најдобри услови согласно можностите кои што ги имаме, за да тие се развиваат како посебна индивидуа. И сметам дека како родител најнапред треба да прифатиме дека животот е нивен и тие треба да ги овозможиме да тие сами го креираат, а не преку нив да остваруваме некои неостварени желби, хоби, ситуации или спортски активности кои што ние не сме успеале да ги реализираме во тоа време кога ние сме биле деца. Сметам дека треба да оставиме можност да децата сами одлучуваат за сето тоа, а ние се трудиме да имаат најдобро можно образование, најдобра припрема за оно што го создава или е предизвик на реалното живење. Да ги оставиме сами да ги пронајдат своите грешки и секако и да учат од нив. Најдобро се учи кога нешто сами ќе го осознаете. Не е доволно само да го напишете во тетрадка, книга или некој тоа да го каже. Сметам најдобро да тие сами го осознаат, да го почувствуваат, нормално со одредена доза и согласно што ја имаат, и тоа е најдобар и трајно учење кое што верувам дека ќе ги прати во текот на целиот живот. Кажете ми, каков родител сте вие? Дали ви сте строг? Дали имате своји правила? Можеби... Вие знаете малку да ги разгалите. Можеби јас сум тој во фамилијата кој ги разгалува. Меѓутоа, веројатно тоа е резултат на оно што значи немање доволно време. Професионалниот ангажман ми е стварно доста голем и во немањето време нормално не можеме да бидеме тие кои што ќе наметнуваме строги правила или норми. Секако ние слободното време или времето кое може да го посветиме на фамилијата и на децата гледаме да биде што е можно позитивно, со добри емоции, така да веројатно сопругата е таа која што става повеќе ред. Мора да признам. Кажете ми, дали ви помагате на вашата сопруга околу домашните обврски? Да, може да кажам дека согласно можностите и времето кое што ми стои на располагање, се обидувам да помогнам оноку што можам во фамилиарните обврски. Но затоа пак и секој член на семејството треба и настојуваме да си ги извршува својот дел од обврските, така сите полесно ќе функционираме. Сепак фамилијата, и овде сум многу благодарен на нив, имаат разбирање за оно што значи мои ангажмани, на немањето време доволно и се вистинска морална поддршка и логистичка поддршка за оно со кое што јас се бавам. Не само на професионалниот план, туку и во делот на политиката, кај што мора да признавам дека имам навистина многу обврски, со цел да ги се сретнеме со што е можно повеќе граѓани, да можеме да помогнеме на што е можно повеќе граѓани. И впрочем тоа е така секогаш кога се нафаќате или презимате некоја активност која што најискрено сакате или професија која што сакате да обавувате. Да, добро. И најважна е поддршката од фамилијата. За да успееме во нашата цел. Во овој момент јас би сакала да ги поздравиме вашата сопруга и дечињата. Кажете ми како вие го поминувате, како ги поминувате деновите во изолација? Дали имате некоја активност која што ја правите со децата? Добро, овие моменти на изолација морам да признам дека дојде добродојдено
бидејќи Да, повеќе време. сега веќе имаме доста време за фамилијата, нормално ја поминуваме со оно што значи друштвени игри, постојано имаме некои надпревари дома и верувам дека и тие се сега поисполнети, позадоволни, верувам дека ете овој период за разлика од да речеме изолацијата, затворени во неколку ѕидови, сепак ќе носат и позитивни спомени кај фамилијата. Се зависи од тоа како ние ќе си го распределиме времето. Меѓутоа, изолацијата не е само период кој што се поминува, ете да речеме, само од забавен карактер. И јас мора да признавам дека ја користам и за оно што значи хоби или друга професија, бидејќи реков дека треба да се надградуваме во делот на економијата, но ете јас имам и една друга професија која е поврзана со веб девелопмент. Тоа е една професија која што јас ја запоставив во овој период и сега се обидувам преку онлайн семинари, некои обуки да фатам чекор со оно што значи навистина брзо растечка технологија. Така, како што кажавме, сега имаме повеќе време нели и за себе и за нашите најблиски и пред се, како што кажавме на почетокот, треба да ги почитуваме мерките, за сето ова што попребу да помине и сите да бидеме победници. Бидејќи во сето ова сме сите заедно. Што ви паѓа на ум, на пример, после изолацијата, што најпрво ви направи? Па добро, верувам дека се нормализира. Верувам дека зборувам и е иста ситуација како и најголем дел од граѓаните. Сепак социјалниот живот, оно што значи другарување, пријатели, во овој период мораше да биде запоставено. Иако ја користиме современата технологија, сепак дружењето лице во лице, оно што значи надвор дружење не е исто. Верувам дека ќе посветиме повеќе време на пријателите, на другарите и оно што и мене најмногу ми недостасува во овој период е спортската активност, рекреацијата, друштвени спортски игри кои што верувам дека ќе имаме наскоро многу добра прилика да ја искористиме и да играме фудбал. Да се вратиме во нормално и да се вратиме на оние работи кои што навистина не достигаат. Тука се и неколкуте блиски, нели членови од семејството, ни фали прегрнувањето, ни фали муабетот со нив, како што кажавте, не е исто вака преку социјалните мрежи и да седнете со нив да испиете по едно кафе, сок, што и да е. Дали имате некое мото во животот по кое што се водите? Немам јас некое посебно мото по кое што или една движечка нишка по кое што јас би се однесувал во мојот живот. Реков и претходно, настојувам да бидам позитивен, да бидам оној кој што креира, генерира идеи и ги реализира идеите и пред се во интерес на мнозинството, во интерес на граѓаните, а не себично само за себе или за мала група на луѓе. Тоа е една движечка сила која што верувам дека се провлекува или движечка нишка која се провлекува низ целокупното мое функционирање. Се надувам дека тоа граѓаните го препознаваат, верувам дека е така да ќе покаже и времето. Така, вие пред се сте искрен човек, што мислите, дали денес искреноста се цени? Па не секогаш, мора да признавам, посебно не и во политика. Се бориме со тоа. Можеби е невообичаено за една личност која се бави со политика да биде искрена, меѓутоа јас сум таква личност и не можам да се сменам, ниту се обидувам да направам промени во таа насока, тоест во било која насока или било која отстапка се во интерес на политиката. Јас верувам дека сум на оваа позиција и сум поставен на позицијата која што ја извршувам сега, токму поради квалитетите и особините кои што ги имам. И верувам дека оној кој што се настојувал или ми дал можност да бидам претседател на една политичка партија, очекува да ги практицирам тие морални вредности, да ги користам тие вредности кои што јас како личност ги имам, а не да се прилагодувам на политичките збиднувања, се со цел да се добиваат само едни обични политички поени. Така. Кажете ми за крај на овој прекрасен разговор, дали сакате да додадете нешто на нашите гледачи кои што не гледаат?
Јас би сакал да им порачам најбитно од се, а видовме дека здравието е најбитно, Да. најголема вредност која што ја имаме. Би сакал да им порачам на граѓаните да се чуваат, да внимаваат на нивното здравје и здравието на нивната фамилија. На тој начин ќе допринесеме побрзо да помине оваа пандемија, оваа криза која што ја имаме. Меѓутоа, би сакал да им порачам и на граѓаните дека оваа ситуација треба да ги извадиме и да ги зачуваме само позитивните работи. А верувам дека има и доста позитивни работи. Покажавме како граѓани дека можеме да бидеме поодговорни, дека можеме да бидеме поорганизирани и дека можеме да се однесуваме на еден поинаков начин, да се вратиме на одредени вредности кои што во изминатиот период ни беа малку изместени. Верувам дека како народ, како нација, имавме малку искривен поглед на вредностите. Верувам дека во иднина ќе се вратиме на нив, ќе ги зачуваме нив. Меѓутоа, сакам да им порачам дека и тие, како во приватниот, така и во професионалниот живот, треба да ги зачуваат однесувањето кое што во овој момент го имаме. Покажавме дека институциите кои ќе се тргнат од канџите на политиката, верската или етничката нишка во нивното функционирање, дека институциите имаат доволен капацитет да се справуваат со многу побитни и многу суштински работи. Се надевам дека граѓаните во иднина и во периодот кога ќе помине оваа криза, тие вредности ќе ги запаметат, ќе ги користат во целокупното нивно функционирање. Така дека од сето ова, како што кажавте вие, ќе станеме повеќе разумни, ќе се цениме повеќе самите себе, но и луѓето околу нас. Така. Мислам дека тоа нели и најважно и како што кажавме да се задржи позитивната мисла. Така. Јас сакам да ви се заблагодарам за одвоеното време, што веднаш ја прифативте мојата покана. Ви благодарам за овие несебични детали од вашиот живот. Ви посакувам се најдобро и успех на секое поле, па се надевам дека ќе имаме уште една заедничка соработка, па вака во опуштен разговор повторно заедно да помоабечиме. Благодарам и на вас уште еднаш на поканата и верувам дека вашата телевизија, експлоатирајќи ги и вака новите технологии, верувам дека има светла иднина. Ви благодарам и вам за убавите зборови. Вас, драги гледачи, ве поздравуваме и останете во добро расположение. Чао, чао!